Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на Скајнет телевизија. Живееме во еден глобализиран свет. Она што се случува во светот и последиците од тие економски движења секако оставаат и трага врз нашата економија. Помалку знаеме да бидеме лагодни во нашата секојдневна живеачка, убедени дека некој друг влада или некој друг механизам ќе не спаси дали Европска унија или не знам кој или голем некој наш заштитник, па ќе се спасиме од сите тие неволји кои не очекуваат. По прашањата за она што се случува со светската економија, порастот на металите, на цените на металите на берзите, на нафтата и уште на многу други стратешки суровини, се само еден индикатор за некакви придвижувања за кои, ја искрено да кажам, како лаик, не сум доволно стручен. Но, јас сум благодарен што вечерва на поканата се одзва господинот Дејан Дончев, по втор пат овдека после 2 години во нашето студио, како економски стручњак од Харвард, дипломец од Харвард, честитки. Ретко имаме македонци кои дипломирале на Харвард и убаво е и во таа сфера да малце се пробиеме. Господине Ден, ја на блогот веќе напишав еден предговор со неколку примери за пораст на бакар, на злато, на нафта и така натаму и така натаму. Турбуленциите во светската економија се огромни. Ја би ве замолил вечерва на еден јазик кој би го разбрале сите, да ни објасните што се случува со светската економија. Што е тоа што ни се случува пред очи, а не можеме да го исперцепираме и какви последици тоа ќе има по нашата земја, бидејќи нели во овој глобализиран свет ние не можеме да останеме изолирани од она што се случува. Така е. Прво благодарам Јанко на поканата, навистина ми представува задоволство да сум повторно овде. Темата што ќе имаме прилика да ја дискутираме вечерва е навистина комплицирана, но еве како што кажете, ќе се замолам колку што можам да ја дискутираме на поедноставен начин. Бидејќи точно како што кажавте тоа што се случува во светот денеска, не може да го гледаме ние како остров во изолација, бидејќи дали сакаме, дали не сакаме, правилата на глобализираниот економски свет влијае врз секоја земја и како ние ќе се прилагодиме во таквите правила на игра, во најголема мерка ќе зависат од каков економски стандард, со каков економски стандард ќе живееме после 10 години, после 20 години и каква економија ќе оставиме на нашите деца во иднината. Кратко и јасно да ви одговорам на глобалното прашање што го поставивте. Спрема мене, тоа што се случува во светот во последните 4 години е на еден начин, можам да кажам, сме сведоци на почетокот на дефинирање на еден нов светски економски поредок. Зборот го спомнавте турбуленција, навистина мислам дека тоа е правиот збор, ќе има многу турбуленции во наредните 10 до 20 години, додека овој нов светски економски поредок се дефинира, но во најголем начин тоа ќе дефинира како светот ќе се развие во 21. век. Можеби како на ист начин каде почетокот на 19. век железниците и индустријската револуција го дефинираа економскиот поредок во 19. век. Така? На ист начин како да речеме автоиндустријата, авиацијата, да речеме морската индустрија и некои други такви слични индустрии го дефинираа 20. век, тоа што се случува сега ќе биде дефиниција на како ќе се развива светската економија во 21. век и како секојаш тие земји кои се прилагодат према случувањата, глобалните трендови, ќе бидат тие што и најмногу ќе можат да профитират од тие случувања во текот на децениите што следат.
Многу интересно го дефиниравте. 19 век, железницата, нели, парните машини, беа и индустриализацијата, беа движечката сила, Апсолутно. која го обликуваше тогаш светот. 20 век, струјата, нели, поморскиот сообраќај, воздушниот сообраќај го обележа 20 век. Апсолутно. Дали знаеме што Автомобилите- ќе би дали знаеме што ќе биде сега, што ќе го обележи наредниот? Првиот фактор, така наречените БРИК земји, Бразил, Русија, Кина и Индија, и со посебен акцент на Кина и Индија или Чиндија на кратко, Киндија. Чиндија. Кина, Индија, Кина, Индија, Чиндија. Чиндија, да, тоа е некој нов жаргон што излезе во последните 2-3 години во дефинирање на улогата што Кина и Индија ќе имат во светската економија во 21 век. И вториот момент е улогата на нафтата или поточно кажано енергетиката. Па добро, нафтата беше еден од клучните во 20 но овој век. пак во посебен акцент. Значи, мислам дека сме сведоци, и тоа последните неколку години покажуваат, дека сме сведоци во наредните децении на почетокот на крајот на ерата на енергија произведена од нафта. Значи, Почетокот на крајот. Значи, сакам да кажам дека спрема сите индикатори некаде, некоја деценија во 21 век, дали тоа ќе биде 2040, дали ќе биде 2050, 2060. Но во овој век. Апсолутно. Нафтата веќе нема да биде тој фактор што беше во последните 100 години од две едноставни причини. Прво, према сите реални проценки ќе ја снема, бидејќи е потрошна материја. Добро, И ова спрема го сите знаеме преценки- одамна, но Добро, меѓутоа не ги знаеме економските последици кои ќе следи, кој ќе е алтернативата, така? Добро. Значи масовното прилагодување што ќе следи на светско ниво од аспект на прилагодување на сето тоа што досега значи нафтата. И вториот, значи тоа ќе биде, да речем, првиот ефект и како што кажа, вториот е подемот што го носи Кина и Индија од аспект на економските движења. објаснете ми го малце сега со што е подобро да идеме? Дали за подемот за Кина или за нафтата и ресурсите на нафтата? Ја мислам дека ајде да идеме за нафтата. Со што Дали ако може некои Кина и Индија, бидејќи тоа во Добро. голема мерка објаснува голем дел од случувањата во последните 4 години, меѓу кои и да речеме тоа што се случува на берзата на нафта. Значи, како што веќе спомнавме, така и спомнавме дека во последните 4 години имаме огромни зголемување на цените на одредени метали. Така, бакарот е зголемено 2000 до 8000 долари по тон, оловото од 1000 до 4000 долари, не знам, цинкот, никелот, значи 4-5 кратни зголемувања во овие од суровини. 6 на 30.000. На што се должи ова и каква врска има ова со нафтата и глобалната економија? Нафтата е после. Значи, добро. неметалите прво и пред се должи исклучиво на огромната зголемување на поборовачката од Бразил, Русија, со посебен акцент на Кина и Индија. Чиндија, да. Значи, само имам тука некои податоци, значи во последните тоест 4 години, но еве последните. Господине Дончев, ве молам, само акцентирајте ми го, ве молам и за мене и за публиката. Ова зголемување последниве 4 години, ова огромно зголемување на берзите на метали е само од Бразил, Русија, Кина и Индија. Посебно поборовачката од Кина и Индија. Кина е земја во неверојатен подем, кој можеби ние овде не сме се уште свесни точно што значи Кина за светската економија, бидејќи влијае и врз нас и веќе влијае врз нас. Значи последните да речеме последната година Кина моментално увезува од вкупното светско производство, така 10% од вкупната светска нафта, 40% од вкупниот светски цемент, 25% од вкупниот светски алуминиум, железо, 33% од железната руда. 40% од светскиот цемент. Да. Јас знаев за податоци дека они градат руда, јаглен и така натаму. Дека градат цели нови градови, но ова е навистина фантастично што која 40% се вкупното светско производство само на еден ресурс. И тоа да го поврзам и со Македонија, можеби малце не поврзано во Македонија, но меѓу другото, зголемувањето на овие цени на мен објаснува во голема мерка
економскиот растеж во Македонија во последните 5 години, кој се должи, значи, претежно на зголемување на извозот од неколку предпријатија. Значи не се должи на некаков... Макстил, Фени, Бакарот, цинкот, оловото, сите тие производители, значи што произведува Македонија, значи во голема мерка зголемувањето на нивниот извоз, нивната економска вредност го објаснува голем дел од економскиот растеж што го живеевме во Македонија во последните 5 години. Кажете ми, да останеме уште малку ова за растот на Кина и дали овој раст има некакви бројки? Колку се однесува последниве години? Вака, значи последните години, значи Кина започнува својата трансформација некаде, значи во крајот на 80-те години со тогашниот председател Денг Жиапинг, кој неле во рамките на комунизмот меѓутоа овозможува слободно движење на некои економски текови и Кина полека, но сигурно ја почнува својот економски Денг Жиапинг е главниот. Апсолутно. И да не забораваме, мислам, Кина како нација, како култура, може би изненадува во 14 век како пример е била побогата од колку што е била Европа. После тоа, да речеме, доаѓаат овие мрачни години и мрачни векови за Кина, но Кина има историја на предприемништво и на иновација и како стара култура и значи, традиција. Се случува... Секој пат е била, мислам, способна да напреднува. И од кога се, да речем, овде како наоѓаме попуштија некои вентили. Да. Тоа е тоа што се случи во Кина последните... Колку они природно си гинат во работа, во развивиме, сосема природен процес ова што им се случува. И значи, од кога се ослободува, значи, кога се пуштат вентилите некаде крајот на 80-те, постепено, но сигурно почнува да расте и доживува една масовна експанзија во последните 7 години со посебен акцент на последните 4. Прво, Кина е најголемиот пазар во светот, така 1,4 милиарди луѓе. 1,4 милиарди, сум ги заборел цифри. Јас застанав негде на милиарда и 100. Милиарда и 400. Во последните и тоа со контролирана политика за наталитет. Политичкиот систем, не навлегуваме. Да речеме, не навлегуваме во политичкиот систем и во други социјални мерки, но економски мерки. Во истиот период сме сведоци на најголемата миграција што светот воопшто ја има видено. Миграција од рурални до урбани средини. Дали знаете, Јанко, моментално се проценува дека 1 милион кинези неделно мигрират од нивните рурални средини, значи од села, и одат масовно кон градови. Збориме као трајно решение или како трајно, апсолутно се спакуваат од селата. Значи не збориме не иде на работа па се враќа, него се преселуваат во градовите. Секојдневно секој месец. Секој месец милион. Секој недела. Моменталната бројка е 50 милиона годишно.